Почитувани гледачи, добро утро уште еднаш за оние кои што сега се вклучуваат на каналот на К3 телевизија. Ќе разговараме за една многу интересна тема, а се однесува на модниот дизајн. Ќе ги заинтригира и заинтересира сите, а особено припадничките на понежниот пол. По она што можете да го видите денес овде во моето студио, конкретно знаете за што се ќе зборуваме, за еден специфичен вид на изработка пред се. Че си задоволство ми е да ви ја представам денес кај мене во студиото мојата гостинка, господја Магдалена Нешковски. Добре ми дојдовте. Добре ве најдов. Так. Добро утро. Вие сте моден дизајнер. Да. Може ли да започнеме со тоа да ни кажете дали дизајнирањето пред се е ваша професија или пак хоби? Па дизајнирањето сега во моментов е моја професија. Значи како помала додека бев, значи тогаш беше еден вид на хоби, нели, изработување на различни накити, обетки, значи секако вид на колани или некои такви детали, значи тогаш ми беше нели како хоби или па како мали кога правевме колажи од хартија и ги лепевме на едни како скици од кукли. И тоа ми беше многу интересно, така да тогаш ми беше хоби, сега е професија веќе 3 години. Така. Во кој период свативте дека тоа е она кое што сакавте да го работите? Дали обично тоа беше во оној период кога се усмерувавте што ќе запишувате како средно училиште или пак во подоснежните години? Па тоа беше при крајот на гимназијата, нели, кога завршував гимназија, тогаш сватив дека ќе се занимавам со нешто поврзано со уметноста и тогаш се одлучив да бидам моден дизајн. Првично се запишав на архитектура, подоцна го сменив мислењето и се запишав во Благоевград. Таму го усовршувавте модниот дизајн? Да, таму започнав да студирам 2003 година, завршив 2007 година, значи во Југозападен универзитет Благоевград во Република Бугарија. Така. Овде ние во студиото имаме еден мал дел од вашите рачни изработки пред се, па би сакале да ставиме акцент на тоа што конкретно изработувате, дали се фокусирате строго на венчаници или пак Па изработуваме се. Значи работиме и модели по нарачка, работиме за клиентите, нели, нарачки по нивна желба, работиме и наши собствени модели и тоа се претежно уникатни модели кои што се наши собствени, по наши собствени идеи изработени и тоа е тоа. Значи се работиме. Од венчаници до накид или пак некој друг вид на аксесуари. Љубовта кон дизајнот ве доведе и до тоа да отворите собствено студио. Да. Кажете ни колку време постои вашето студио? Па нашето студио веќе постои па скоро 3 години и така успешно работиме и работата оди се подобро и подобро. Тоа. Нашите гледачи во моментот имаат можност да видат еден дел од вашето студио, односно да видат што конкретно вие изработувате. Да. Па да кажеме, например, колку време ви е потребно за да добиете еден готов производ, еден финиширан производ, бидејќи понашто можеме да го видиме, вашите производи навистина се уникатни. Да, нашите производи се уникатни, значи гледаме да не работиме масово производство, значи гледаме да биде уникат и да го носи само една личност. Значи понекогаш доаѓа до таков момент да посака некој ист таков модел, но гледаме да има некоја промена за да нели не биде тоа веќе видено па повторено. Так. Значи сепак се држите и до вкусот на клиентите, а давате и своји сугестии. Да, наши сугестии секогаш даваме на клиентите, значи им помагаме при изборот на моделот за да изгледаат совршено, да изгледаат прекрасно, да се чувствуваат убаво во тоа што го носат. Так.
Сега, например, колку е, би можеле да ни кажете за тоа колку е напорна оваа работа, како успевате да ги ускладите оние секојдневни обврски и работните? Па кога го работите нешто со љубов, значи не е напорно воопшто, значи тоа ве води нешто од внатре, кога имате идеја и желба и замисла и значи кога мислите позитивно на тоа што сакате да го направите, тоа си оди по добар ред и до добар готов производ. Так. Дали имате некого можеби кој што ви помага во изработката? Па да, ние сме две вработени во ателје Магдалена. Марија Гигов е задолжена за изработката на сите модели, значи таа е професионалец, можам да кажам, значи не е шивачка, туку е баш професионалец, бидејќи ние се трудиме изработката да е така професионално на високо ниво и да можат клиентите тоа да го увидат, значи да не е нешто толку на брзина сработено, него да е сработено со многу љубов и многу време. Так. Што е она што најчесто го бараат клиентите? Со какви материјали најчесто работите? Па најчесто работиме со памук, волна, свила, значи гледаме да се природни материјалите, доколку клиентите сакаат некаков друг вид на материјали, секако дека ги поддржуваме и во тоа. Значи имаме и такви случаи каде што клиентот си го носи материјалот и ние го изработуваме тоа што го посакуваат. Во вашето ателје исто така може да се најдат и готови креации, кои што предвремено ги изработувате. Да, тие креации се баш посебни и баш ми се драги на мене, бидејќи нели давам се од себе, давам дел од својот карактер, од својата идеја. Постојат такви луѓе кои што го ценат и тоа. Значи доаѓаат клиенти со одреден модел, значи ние исполнуваме нивната желба, но некои го ценат и тоа што ние ќе го сработиме и веќе сработеното си го купуваат. Так. Како оди самиот тој процес? Дали најпрвен започнувате со цртеж? Па да, со цртеж претежно сега ги изработувам цртежите, значи како колажи, значи гледам и да залепам материјал директно на самата скица, за да потоа полесно видам што треба да сработам, да не заборавам на некоја идеја која што сум ја поодамна нацртала, така да. На што е она на што треба да се фокусирате? Да кажеме, кога изработувате еден одреден модел, што ви одзема најмногу време? Па најмногу време ако има некоја рачна изработка секако. Значи ако моделот е поедноставен, со поедноставен крој, гледаме да има некои детали некои за да нели се издвојува од класиката и од поедноставните модели кои што ги нуди пазарот секако. Так. Што е всушност вашата цел во областа на дизајнот? Па нашата цел е да бидеме се подобри и подобри. Значи клиентите да бидат уште позадоволни, изработката да биде уште подобра од сега и мислам дека тоа е најважно. Така. Што се однесува барем до Куманово во рамките на овој град, вие веќе имате свое име и свој бренд. Да. Дали можеби размислувате за некаде подалеку од нашата држава? Каде некоја ревија каде што ќе можете да ги пласирате вашите производи? Па немаме размислувано сега за да ги пласираме нашите модели надвор од државата. Значи сакаме тука да се задржиме, да си стекнеме повеќе доверба нели во луѓето и секако нели така и треба да останеме во нашата држава и да се трудиме да биде се подобро и подобро. Так. Дали најголемиот успех е кога ќе го видите задоволството на лицето на клиентот? Тоа е најважно. Так. Сега, дали можеби имате земено учество на некои модни ревии досега одржувани кај нас? Имам учествувано на повеќе реви во склоп на нашиот универзитет, таму каде што студирав. Значи, на крајот на секоја година се одржуваше еден фестивал на уметноста, значи тука имаше и филмови, и театар, и модни реви, значи ние секогаш учествувавме од нашиот одсек. Так. Во вашата досегашна кариера ми напоменавте пред почетокот на емисија дека веќе имате направено 5 професионални фотосесии. Да слушнеме нешто повеќе за тоа. Па сега немам самостојна ревија направено, но ние работиме повеќе со професионални фотографии.
имаме работено со Поповски продукција, досега 4 професионални фотосесии, кои што беа навистина успешни и многу сум задоволна, значи, од соработката. И фотомоделите исто така се многу задоволни, значи прекрасни фотографии излегоа. По кои критериуми ги одбирате моделите? Дали строго се и вие придржувате како оние светски брендови што одбираат, да кажеме, модели со строго дефинирани пропорции, или пак правите некоја средина? Па не, ние правиме отстапка, значи фотомоделите ги избираме со различни пропорции, значи гледаме да се фотогенични, значи тоа ни е најважно, и да имаме добра соработка со нив. Така. Тоа е многу важно, мислам, вака ќе дадам едно лично мислење пред се, затоа што токму во вашите креации може да се пронедат многу жени кои што имаат различни пропорции. Да, така е. Од каде ги црпете идеите за креациите? Дали би можеле да не го објасните тоа? Од секаде, значи од се и се што, значи идејата може да ти дојде така спонтано, значи да не произлезе од нешто одредено, значи јас црпам идеи од музиката и од филмот и од уметноста во себе. Така. Дали може би некој дизајнер од светската сцена би можеле да кажете дека може да ви биде идол? Валентино. Така. Ги следите неговите креации редовно? Да, Валентино ми е омилен, значи не би коментирала, значи совршен дизајнер. Така да има повеќе, но неговиот стил најмногу ми прилега. Што најмногу ви се допаѓа во неговиот стил? Најмногу ми се допаѓа тоа што тој вклучува доста колорит од природните бои, значи така добро ги вклопува боите и материјалите во моделите. Така. Кога би сакале да ви се обрата, да кажеме, некои од нашите гледачи кои што досега, например, не слушнале за вас, како би можеле да ве контактираат? Па претпоставувам на вашиот телефонски број. Да, на нашиот телефонски број 070-909-366. Можат секогаш да се јават во секое време и да договориме средба. Така. Сега, дали покрај тоа што е голема конкуренцијата, мораме да признаеме, на овој пазар, сепак можете да кажете дека овој бизнис е профитабилен? Да, можам да кажам дека конкуренцијата е доста голема, но ние се трудиме да се издвоиме, нели, од масовото производство, така да гледаме да правиме уникати и да не се повторуваме, нели, во истото што го реков пред малку. Така да има луѓе кои што тоа го ценат и сами си избираат. Има доста избор на дизајнери, сами си избираат по тоа каков стил да изберат и кој дизајнер да биде вистински. Така. Имаме слушнато и меѓу коментарите кои што кружаа за вас дека точно е дека строго се придржувате до такво нешто, а особено и ставате акценти на вкусот на самите клиенти кои што доаѓаат. Дали можеби во иднина планирате некој план, некој иден проект во оваа област? Па за сега планираме мала промена во нашето ателје, затоа што е потребна. Па подоцна ќе се подготвуваме секако за една самостојна ревија. Така, и тука некаде би бил крајот, и дали би можеле да ни прецизирате во бројки колку време ви е потребно, колку односно часа за да се изработи еден уникатен фустан? Па тоа е различно, за секој фустан различно е да се каже колку часа ќе се изработи, значи ако има рачна изработка, значи може тоа да бидат часови и часови, значи ние досега имаме изработено еден фустан, околу 120 часа има работено на него, значи 100 часа има рачна изработка на него. Така, секоја чест вие пред се сте семена жена и мајка на 2 деца. Со што се занимавате во слободното време, доколку го имате? Во слободно време поминувам со семејството, сакам да се поиграм со децата, нели, да подцртаме нешто, да изработуваме заедно накид со ќерка ми, и тоа е. Како и да е, пак се осврнувате на кај она што ви е професија. Добро, ви благодарам за денешното гостување, ми беше чест и задоволство што ни бевте гостинка. Да, јас пред да се одјавите, сакам да ви подарам нешто од нашето ателје. Така. Ви благодарам. Ви благодарам многу. Еве, одблиску да видат нашите гледачи. Значи еден скромен подарок, рачна изработка од нашето ателје.
Така. Така. Ви благодарам, се надевам дека ќе се гледаме повторно во иднина и дека ќе зборуваме за вашите идни бројни успеси, бидејќи се гледа дека трудот секогаш се исплати во секој случај. Да, секогаш се исплати, значи сакам да кажам на граѓаните, значи секогаш да го слушаат внатрешниот глас, да го работат она што го сакаат, бидејќи само така ќе успеат и ќе стигнат до некое повисоко ниво и свое душевно и нели и другите да гледат и да го ценат тоа. Така. Благодарам за оваа убава порака. Слушнавте, драги гледачи. Останете со нашата програма, се надевам дека уживавте во нашата денешна емисија. Имајте убав ден и пријатно расположение.